Добар ден. На овој видео час ќе се запознаеме со хемиските символи на хемиските елементи. Минатиот час зборувавме за атоми, за хемиски елементи. Што представува атомот? Едно мало потсетување. Атомот представува основна градбена чистичка на супстанците. Таа е сложено изграден, односно во нејзиниот состав кажавме дека има протони, неутрони и електрони. Како ги дефиниравме хемиските елементи? Ги дефиниравме како множество атоми со ист број протони. Зошто баш така ги дефиниравме? Бидејќи рековме дека протоните се една карактеристика или едно одбележје кое што е карактеристично за секој атом на хемискиот елемент, односно дека бројот на протони е типичен и карактеристичен за секој хемиски елемент. Не може да се сретнат два различни атоми од различни хемиски елементи кои што би имале ист број на протони. Инаку бројот на хемиските елементи изнесува 118 кои што се впишани во периодниот систем. Што се однесува до хемиските символи, односно оние ознаки со кои што се бележат самите хемиски елементи, интересно е да спомнеме дека овие хемиски символи буквално не потсетуваат како букви во некоја азбука кога се изучува некој странски јазик. Значи, самите химичари имаат свој јазик и писмо со кое што комуницираат. Тоа е унифицирано. Тоа значи дека буквално низ цел свет, каде и да одат химичарите, водородот се бележи со хемискиот символ Х. Значи, секаде буквално се исти овие хемиски символи, односно ознаки. Инаку, бидејќи централно место во хемијата заземаат супстанциите, тие се изградени од елементи, нивните ознаки всушност представуваат азбуката на хемијата. Значи, самите ознаки хемиски на хемиските елементи представуваат азбука на хемијата. Именувањето на елементите, како и нивното означување, е направено на еден унифициран начин, кој што е предложен во почетокот на 19 век од страна на шведскиот хемичар Берцелиус, кој што дава предлог да се користат скратени ознаки кои се изведени од латинските имиња на хемиските елементи. Овде во продолжение може да погледнеме хемиски символи, односно ознаки за хемиските елементи кои се користеле во периодот на алхемијата и погледнете како го бележеле златото, како го означувале железото, како го означувале среброто, понатаму цинкот, антимон, фосфорот како го означувале. Значени се да ги спомнеме и овие символи кои ги користел Џон Далтон, затоа што овој научник се противел на идејата која што била предложена од страна на Берцелиус да се користат ознаки со букви. И затоа си ги користел овие ознаки, односно овие символи, еве златото како го обележал, платина, живата како ја обележувал, среброто и така натаму. Ако го погледнеме периодниот систем, односно таблицата на периодниот систем, ние може да забележиме во него, да ги забележиме хемиските символи, односно буквите, латинични букви, кои што всушност представуваат скратени ознаки за хемиските елементи изведени од нивните латински имиња. Овдека може да погледнеме неколку хемиски символи, например водород, кое што хемиски символ потекнува од латинското име за водород, хидрогениум, понатаму хемискиот символ за бакар, Cu, кој што потекнува од латинското име купрум, понатаму оксигениум, хемискиот символ за кислород О, латинско име оксигениум, понатаму борум, значи латинското име за бор и хемискиот символ за бор Б, понатаму железо, латинското име за железо е ферум и првите две букви од латинското име Fe, натриум Na и хемискиот символ или ознака за азотот нитрогениум.
Во голем број случаи символот на елементот се означува со една голема буква и тоа е најчесто првата буква од неговото латинско име, например хидрогениум, латинското име за водород е земена првата буква е веко Х, понатаму борум, првата буква од латинското име за бор е веко химискиот символ, карбониум, латинското име за јаглерод, значи С е веко химискиот символ, нитрогениум, латинско име за азот, значи првата буква е земена, оксигениум исто така латинско име за кислород, првата буква и хемискиот символ О. Меѓутоа, често пати постојат случаи кога латинските имиња на два или на повеќе хемиски елементи започнуваат со иста буква. Сега во тој случај се зема уште една буква од името, најчесто е тоа втората или нека друга буква од латинското име на хемискиот елемент. Еве да погледнеме неколку примери кои што започнуваат, чието име практично започнува на иста буква. Тоа се за латинските имиња за неон, натриум, никел и нобелиум, и може да забележиме дека се земени првите букви за хемиски символи, односно скратени ознаки. Инаку што се однесува до имињата кои се доделувани на хемиските елементи, тие се доделени врз основа на некое својство кој што го има самиот хемиски елемент, врз основа на местото каде што е најден хемискиот елемент, во чест на некој научник или некое својство кое што го има едноставно самиот хемиски елемент. Така се именувани. Како се читаат хемиските символи, тоа е едно нешто што мора да обрнеме многу внимание, значи да знаеме дека секоја буква се чита по-одделно и тоа латинично, значи на латиница, бидејќи латиница ги пишуваме. И сега овдека може да видиме примери како треба и како не треба да се читаат хемиските символи. За хемискиот елемент берилиум имаме хемиски символ кој што нема да го прочитаме како Б, туку рековме буква по буква, тоа е погрешно читање, ќе ги прочитаме како Б е, значи буква по буква. Понатаму имаме хемиски символ за жива, нема да ја прочитаме како Х, Г, туку правилно ќе прочитаме, правилното читање е буква по буква Х, Г. Понатаму имаме хемиски символ за калиум, нема да го прочитаме како К, правилно се чита, рековме на латиница К. Понатаму имаме хемиски символ за магнезиум, тука нема да го прочитаме МГ, туку правилното читање на овој хемиски символ, рековме буква по буква и тоа на латиница МГ, тоа е правилно читање на овој хемиски символ. И овдека уште неколку примери, например, хемискиот символ за натриум се чита На, понатаму хемиски символ за бакар Cu, така и се чита Cu, хемиски символ за калциум Ca, хемиски символ за железо Fe, хемиски символ за бариум Ba. И сега една мала забава, односно малку да извежбаме за хемиските елементи, преку асоцијации да погледнеме како поедноставно можеме да ги научиме хемиските символи, да погледнеме кои символи на хемиски елементи се искористени за да се добие една асоциација за еден спортист. Значи телур, никел, сулфур и ербиум, меѓутоа ги користиме латиничните букви, односно ознаките, хемиските символи за овие хемиски елементи. Те, ни, сер. Ако прочитаме, ќе добиеме тени сер и ево тенисерот. Понатаму имаме бор, едно растение. Хемискиот символ, односно името или хемискиот символ за овој хемиски елемент е Б. Понатаму имаме една скопска картичка, меѓутоа повеќе вакви скопски картички ќе се читаат како скопски, нели еднина скопска, повеќе се скопски. За да го добиеме овој збор, ние искористивме неколку хемиски символи на хемиски елементи, и тоа сулфур, калиум, кислород, фосфор и јод. Сулфурот го искористивме 2 пати и калиум 2 пати. Понатаму овде имаме представено 3
оси, за да го добиеме овој збор, ние ги искористивме хемиските символи од хемискиот елемент осмиум и јод, оси. Имаме представено една фотографија од ископ на јаглен. Ако во името на јагленот, значи ја пречкртаме буквата, последната буква Н, ќе ни останат буквите, петте букви јагле, на кои што би ги додале буквите од оваа фотографија, род, и ќе добиеме јагле род, значи хемискиот символ за јаглерод е С и тој правилно се чита С. Овде имаме представено еден амблем, една ознака од еден суперхерој, значи Супермен. Овој, ако сте го гледале, претпоставам дека сте го гледале овој култен филм, на планетата од која што доаѓа овој супер јунак се и минерали од оваа планета. Оваа планета се нарекува Криптон. Значи имаме хемиски елемент Криптон кој што се бележи со хемискиот символ Кр и така се чита Кр. Имаме представено тука една фотографија од балони кои што се исполнети со газ, кој им овозможува да лебдат на овие балони. Тоа е хелиумот. Хемискиот символ за овој хемиски елемент е He, читањето на овој хемиски символ, како што кажав, е буква по буква He. И имаме овде на последниот слайд представено едни цевки кои што се користат во водоводчие, ова се водоводни цевки, ова е метал кој што се користи за изработка на овие водоводни цевки, еден метал кој што има многу голема тежина. На ова овдека фотографија како асоциација може оној веќе кој што има некакви допирни точки со риболов да претпостави дека станува збор за олово. Латинското име за олово е плумбум, оттаму практично и символот ПБ за оловото и така и се чита буква по буква Б. Ова е накратко за хемиски символи за кои што требаше во овој видеочас да позборуваме. Со овие асоциации нека ви бидат еден поттик да може полесно на еден забавен начин да ги научите хемиските символи, односно ознаките на хемиските елементи од периодниот систем. Ви благодарам за вниманието до некоја следна средба.